Што е тоа mindfulness? Ке го сгрешав за малце, тоа го слушам. Mindfulness, дефиницијата што јас ја знам за mindfulness е дека тоа е, да кажеме, целосно присуство и свесност за себе, да кажеме, бивање присутен. Моето лично мислење е дека mindfulness како концепт е дефинитивно изваден од психотерапија. Затоа што е нешто кое што ние како психотерапевти го користиме како алатка. Во гешталт го нарекуваме контакт. Кога ја повикуваме личноста да биде во контакт во тука и сега со себе, да провери што има. Меѓутоа, тоа се прави под надзор. Значи, јас што готи да види клиентот кога ќе биде во контакт со себе, знам дека можам да се носам со тоа. Кога тоа некој го прави во домашни услови, ние не знаеме што може да се појави во тука и сега. Нели може да се појави во тука и сега некое сеќавање, може да се појави некоја емоција, може да се појави некое преплавување, може да се деси паничен напад, не знаеме каква е личноста, со што се справува во моментот. И кога тоа го правите сами, тогаш многу е поголем ризикот да не знаете што со себе, ако се отвори нешто. Уште пострашно е кога тоа го прават луѓе што не се квалификувани. Значи, од тие лайф коучеви, моите омилени, кои што Стани во 5. Да, кои што прават, да кажеме, Милионер техники клуб. на Стани во 5, баш Милионер клуб. Здипли си го креветот и така натака. Океј, ќе го здиплиш ти креветот, ама имаш процес во позадина што те работи. Значи, дека не го средиш процесот, тоа што ќе го здиплиш креветот, нема да ти го коригира карактерот. Исто и со mindfulnessот. Значи, можеш да применуваш, да практикуваш mindfulness, меѓутоа, ако ти, да кажеме, имаш секогаш контакт во позадина, кај што можеш да се обратиш, кај што си сигурен дека ако нешто излезе од контрола, можеш да се јавиш и да дојде некој, мислам, не да дојде, туку ти да отидеш кај некој и да бидеш сигурен дека се ќе биде окей, тогаш да, можеш да практикуваш. Затоа што во нашава професија најлесно е да отвориш процес. Значи, јас сега да те прашам која ти е најголема траума и ти ќе почнеш да ми збориш и сме отвориле процес, значи ти си веќе емоционално делумно отворен кон мене, ми кажуваш. Значи не морам јас да сум психотерапевт за да ти отворам процес, може и со другари да си отворите процеси. Ако фатите да зборите за некоја болна тема и така натака. Меѓутоа, разликата е што ти со другар кога збориш, споделуваш, за другарот не те работи, не ти ја работи траумата, него сочувствува со тебе, нели? Па или ќе се изнервира заедно со тебе, или ќе се расплаче, или ќе ти каже тука сум, ќе те гушне, ќе ти даде поддршка. Меѓутоа, кога одиш кај стручното лице работи со тоа што ти го споделуваш, со твојата траума, со тоа што излегува од тебе во моментот, со процесот. И ако нема доволно едукација во позадина како да се носи со твојот процес и како да го затвори, тогаш настанува најголемиот проблем. Затоа што твоето ментално здравје е моја одговорност и кога ќе излезеш ти од мојата канцеларија. Не само во тој еден саат кога си дошол, сме ја сработиле сесијата, ти си ми платил, си одиш и ја заборавам дека постоиш. Тоа во мојата пракса не е така. Значи, твоето ментално здравје, ја одговарам за него и кога си одиш ти од кај мене од канцеларија и може би одреден период после тоа. Заради тоа што јас сум работела со тебе и ја одговарам за тоа што сме го сработиле. И тоа не одговарам само со збор, одговарам баш со тие лиценци што ги зборам, пошто ја ако нешто направам погрешно, ти секогаш мене можеш да земеш да ме пријавиш у комора и ја да одговарам за тие грешки што сум ги направила. Ако ти работиш со лайф коуч, ти немаш кај да поднесеш представка за тој лайф коуч, пошто истиот тој лайф коуч не одговара пред ниеден орган. Тој продава нешто што не одговара пред ниедни полиси, значи нема етички полиси. Ние имаме во Македонија етички кодекс на психолози, кој што како таков мораме да го знаеме и го полагаме на испит. Значи што е етично, што е неетично. И тој кодекс сметам дека треба да биде алфа и омега за сите психолози. Затоа што етиката на клиентот е број 1, ја морам да се грижам за тоа, да бидам добар човек спрема тебе, да не те загрозам и да работам по принципот на do no harm или да не направам полошо од тоа што ти си го имал кога си дошол. Значи окей да сватам дека не можам да ти помогнам. Меѓутоа исто така е окей да те препратам кај некој колега што сметам дека подобро ќе ја заврши работата од мене. И тоа е многу поблагородно отколку да се нафатам да работам со тебе and to do harm и да направам да биде полошо.